21 ноември 2015 година, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. Денеска во Неготино беше означен стартот на градежните работи на инфраструктурата и изградбата на индустријски капацитети во индустријската зона Неготино кај Црвени брегови. Во работна посета на Неготино беше премиерот Никола Груевски. Тој изврши увити на градежните работи кои се одвиваат во делот на реконструкцијата и асфалтирањето на патниот правец Неготино-Криволак, а имаше средби и со жителите на Криволак и Долни Дисан. Денеска со задоволство сум присутен овдека во Неготинскиот регион. Имавме можност заедно со градоначалникот, министерот за транспорт, заменик министерот за земјоделие и други наши соработници и заедно со инвеститорот Илија Гечев да присуствуваме на почетокот на градба на нова индустријска зона овдека во Неготино. Зона за која што со инвеститорот уште поводамна разговаравме и имаше пообемни подготовки, поминати сите потребни процедури, така што денеска и официјално почна градбата на индустријската зона во која што има 17 парцели, сите 17 се продадени, почнува градбата и таму ќе има доста вработување во иднина за луѓето од Неготино, но и од поширокиот регион. Тоа е добро, прво да се вработат оние што се невработени, а второ на некој начин ќе почне да представува и конкуренција на оние кои што веќе вработуваат во регионот, што ќе предизвика и ќе допринесе за кон притисок за зголемување на платите на луѓето што работат во компаниите во овој регион. Така што ми беше задоволство она што пред година-две го зборевме со тогаш потенцијалниот инвеститор, тој во меѓувреме ги направи сите потребни подготовки, помогна општината многу и сите што требаше да помогнат државните институции, Министерството за транспорт и денеска официјално започна градбата на индустријската зона во Неготино. Исто така имав можност да го видам и изведувањето на патот кон Криволак, од Неготино кон Криволак. Тоа е наше ветување дадено во изборите. Тоа не беше ставено во нашата програма, но во изборната кампања се увиде потребата и итноста за проширување на тој пат, затоа што патот е тесен и создава многу несреќи и многу незгоди, загуба на човечки животи и слично. И во текот на кампањата извршивме консултации, иако немавме предвидено во кампањата, дадовме јавно ветување и тоа јавно ветување од пред месец и пол веќе се реализира. Имено започната е градбата, односно проширувањето на патот од 3,80 на 5,5 метри, што ќе прерасне од локален во регионален пат, со сите потребни инфраструктурни работи што се поврзани со тој пат, како дренажа и се она што е потребно за да имаме еден нормален, добар, современ регионален пат на задоволство на жителите од населеното место Криволак, а исто така и за потребите на армијата на Република Македонија, која што често пати изведува вежби во тој крај на Криволак. Потоа имав можност да се сретнам со граѓаните на населеното место Криволак, да слушнам за работите што тие сака да ги кажат, за проблемите со кои се соочуваат, за идеите што ги имаат, за предвозите што ги имаат, нешто да се подобри, да се направи. И ми беше задоволство што имав можност да слушнам за повеќе работи, што можеме од тоа ќе им помогнеме. Многу од работите ги слушнавме од терен, запишавме и веќе почнавме со телефонирања, со јавувања, да видиме што тоа што луѓето го побара може да се среди. Нешто е од таков карактер што може да се помогне брзо, нешто е од таков карактер што може среднорочно да се реши, за нешто ќе треба долгорочно решавање, како и во секое поголемо населено место. Криволак е место со 1100 жители и тоа е едно од поголемите населени места, поголемите села, така што градоначалникот е редовно присутен таму. Еве сега јас отидов да поразговарам со луѓето за да слушнам за нивните потреби и за нивните проблеми. Потоа дојдов овдека во посета на овој капацитет Ровопласт, кој што е единствен по производот што го прави на ПВЦ производи за изработка на елементи за прозори и на врати, единствен производител на такви во Република Македонија. Дел од производството му е наменето за домашниот пазар, дел оди за извоз. Фабриката работи успешно, го разгледавме производниот процес и поразговаравме со собственикот околу неговите идеи за подобрување на работењето на овој капацитет. Ги примив и писмено од него идеите и забелешките, така што токму сега во овој процес на
подготовка и на новата програма за следните избори ќе извршиме една подвабока анализа и доколку можеме се разбира да помогнеме ќе го направиме тоа. Веднаш после ова заминуваме во друго населено место во посета на граѓани, да ги слушнеме нивните потреби, нивните забелешки, нивните идеи, размислувања, проблеми со кои се соочуваат, така што овие излегувања на терен се исклучително корисни и за мене, но и за луѓето во мојот тим, затоа што најдиректно од прва рака, без пренесување од човек на човек, па со додавање или одземање на оно што било кажано, ние практично ги осознаваме потребите на теренот и се трудиме колку што е можно побрзо да ги решиме и на поквалитетен начин. Дозволете ми на почетокот од моје лично име и од име на општина Неготино да го изразам огромното задоволство што денеска, кога започнуваме со изградба на инфраструктурата и го означуваме стартот на работите на стопанските капацитети кои ќе се градат во оваа индустријска зона, меѓу нас е премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски, докога упатувам јавна благодарност за поддршката што нашата општина ја добива од владата на Република Македонија за реализација на проектот за оформување на индустријската зона Неготино. Извонредно атрактивната местоположба, близината на регионалниот пат, автопатот и железницата придонесоа во изминатиот период сите 17 градежни парцели на површина од 30 хектари во оваа индустријска зона да бидат продадени и на нивно место инвеститорот да гради капацитети од Г2 лесна и незагадувачка индустрија. Имајќи го предвид огромниот интерес од заинтересирани инвеститори, започнавме постапка за проширување на индустријската зона со нови градежни парцели веднаш до постоечката на површина од 40 хектари, зашто во тек е изготвување на урбанистичка планска документација и пренамена на земјиштето од земјоделско во градежно и сметам дека истите ќе ги задоволат потребите на потенцијалните инвеститори кои веќе пројавија голем интерес за истите. Како основен предуслов за развој на економијата со поддршка на владата на Република Македонија вложуваме значителни средства и реализиравме проекти за подобрување на патната инфраструктура на подрачјето на општина Неготино. Изградивме два мощни значајни патни правци од Тимјаник до Долни Дисан и од Курија до Паликура. Во тек се работите и подготовките за асфалтирање на патниот правец Неготино-Криволак, пат од Калањево Бела Вода и изградба на нов пат од Горни Дисан до Вешје. Пробиваме и ги подготвуваме за тампонирање и асфалтирање и повеќе улици во урбаните заедници 5 и 8 во Неготино. Вршиме санација на постоечките патишта и улици и тоа како во градот, така и во останатите населени места. Паралелно, максимално сме ангажирани на долгорочното решавање на 3-деценискиот и најгорлив проблем за локалното население и стопанството, а тоа е водоснабдувањето. Неготино е прва општина во Македонија која го реализираше проектот за хидравлично автоматско регулирање на притисокот на водата за пиење, со што во водоснабдителниот систем вративме 40 литри вода во секунда и успеавме да го стабилизираме водоснабдувањето со укинување на дневните и ноќните редукции. Наскоро започнуваме со реконструкција на водоводната мрежа на улици во Неготино во должина од 8 км, со што загубите ќе се сведат на минимум и изградба на 2 нови резервоара за обезбедување на количини вода за пиење, како и други активности со кои ќе придонесеме Неготино, неговите граѓани и стопанските субјекти да немаат проблем со водоснабдувањето во наредните 100 години. Инаку, покрај ова работиме на дооформување на индустријската зона Дуброво Тремник на површина од 85 хектари, каде што е предвидена изградба на стопански капацитети од Г2, лесна и незагадувачка индустрија, во кој исто така работа ќе најдат голем број невработени лица. А токму тоа е нашата цел.
бројот на невработени во општина Неготино, кој патем речено е на најниско ниво од 2006 година, да го сведеме на минимум, а доколку биде потребно, ќе биде ангажирана квалификувана работна сила и од соседните општини. Посакувам многу среќа на стартот на работите во индустријската сезона и нека се множат ново изградени капацитети во кои ќе работат голем број граѓани и ќе обезбедуваат својата екзистенција. Ова за мене е една нова инвестиција во Неготино. ИГМ е можеби меѓу најголемите македонски инвеститори и извозници, сигурно и вработувачи. Сакам прво да се благодарам на многу долгата соработка со владата. Од 2006 година имаме континуирана соработка. И во добри моменти, и во лоши моменти. ИГМ е меѓу четирите најголеми извозници. Кога добивме антидампинг од Европска унија, напорите на владата беа огромни да тој проблем се реши и успешно го решиме со големи ангажирање на премиерот. Ова е една нова инвестиција во Неготино. Ние сме како инвеститор многу стабилни, имаме знаење, имаме способности. Ова огромна зона од 30 хектара, кај што има 26 објекти, каде што има 25.000 патишта, 20.000 квадрата земјоделје, трафостаници и покриен простор околу 160.000 квадрата. Ние планираме тука да направиме еден современ микс, една продавница на Кина и Кореа, едно погони за монтирање кои што со контейнери ќе доаѓат на Солун, го разработуваме железничкиот терминал и тука покрај патот на само 140 км од Солун, на прекрасна локација, планираме да направиме најуспешната приватна зона во Јужна Европа. Многу ни е драго што тоа е у Неготино. Толку многу соработка со ова општина во овој период најдовме и континуирано соработуваме и рачунаме дека ова со извореден аранжман за година дена ќе бидат првите хали изградени, а до сега се добиени 80% од градежни дозволи. Значи транспарентно, земјиште купено на тендер, проверено преку транспортни врски. Значи цел процес е тотално транспарентен и јасен и инвеститорите се многу задоволни со тоа. Ние имаме соработка со сите и Инвест Македонија и со господинот Мицо. Доаѓаат инвеститорите и ги продушираме во оваа зона. За нас е битно дека ние со кинески и корејски компании имаме разговори и при крај сме со 5-6 компании. Значи, за Неготино е многу битно дека ќе има тука врбозување, сигурност на работа, уште во времето на градење и мислиме дека у наредниот период ќе следува уште една голема инвестиција во Неготино. Временските услови и во месец ноември дозволуваат градежни активности на терен. Градоначалникот Александар Панов говори за повеќето проекти кои се реализираат во Кавадарци. Дел од улицата Гоце Делчев, Орце Николов, Домовица од неодамна ја поплочивме, односно ја асфалтиравме. Видој Смилевски, мислам дека овие денови ќе се работи или се работи веќе. Активности околу Црноречка, односно нејзиното прво се спомнавме праведничка со инсталирање на водовод и канализација. Истото ќе биде сега и со Црноречка, затоа што луѓето дојдоа и реагираа дека тој профил е стар и задоволувал само 10 куќи, а сега имаме повеќе од 25. Така што прво ќе интервенираме на тој план, водовод и канализација, потоа ќе работиме и на друго поле. Во тек се припремите и за некои поголеми патни правци, значи кажам за тендерите за влезот на градот, за Бохула, Крњево. Во Бохула веќе целото село е покриено со фекална канализација. НВО центарот е веќе при крај, најверојатно овие денови ќе ја пресечеме лентата за него. Два проекти, школото во Марена е веќе готово и мислам дека го користат децата таму. Тениското игралиште исто така како проект на Агенцијата за млади и спорт е готово. Мислам, ви спомнав само неколку работи кои што ми се сега свежи, затоа што навистина има и многу други проекти кои што се реализираат, а кои што еве не ги спомнував. Еве сега ми текна дека до Дрекселмајер веќе сме при крај со реконструкција на цевководот и ни остана уште многу мал дел од овој голем потфат.
кој што ќе го завршиме наредната година и на некој начин имеле и на директорот на јавното предпријатие ќе ни олесне затоа што наредната година ќе биде година со која што ќе грешиме сите оние главни цевководи во ниската зона, висока зона, односно сите зони во општина Кавадар ќе имаат нова метално коругирана цевка, односно ќе се збогуваме со цемент азбестниот материјал. За фестивалот Гроздоберче во вестите ни говори директорот на фестивалот Зоран Станоев Дејзи. Ете се случи 19-тиот поред фестивал Гроздоберче, но јас на самиот почеток сакам од се срци, од сите наши гроздоберчиња учесници, да ви врачам една благодарница за соработка со фестивалот Гроздоберче на телевизија КТВ. Нека е за многу години. Благодарам. Повелете. Се разбира, убава благодарност да проговориме накратко, Зоране, за ова 19-то издание, што го карактеризира, што носат новите песнички, колку учесници имаше годинава? Значи, вкупно учесници на фестивалот 2015 Гроздоберче имаше околу 80 дечиња, значи како учесници во хорот и учесници од студијата за танца на Ласко и Фросина. Голем поздрав и до нив, на вистина има прекрасни кореографии, и во соработка со основното училиште Гоце Делчев и основното училиште Димката Ангел Габерот Ваташ. Да. Значи, таа соработка што имавме оваа година, значи 18 имавме нови песни на фестивалот, како што е ред секоја година. Имавме и гости во интернационалниот дел. Да. Значи имавме гости од фестивалот Златна пахулја. Таа соработка трае веќе 7 година и ќе трае, се надевам, уште многу години. Значи секогаш имаме по нешто ново, се разбира. И кога разговарам обично и со родителите и со оние наши помагатели, се разбира тука и општина Кавадарци, и градоначалникот господин Александар Панов, советот на општина Кавадарци како соорганизатори на овој фестивал, сепак 19 години се 19 години. Да. И сите ми велат, па добро, не ти е тебе прва година, од кога? Секоја година е како прва година. Да. Мораме да внимаваме на се она што правиме за време трајањето на фестивалот, и пред тоа и после тоа, се разбира. Еве сега, здравје Боже, во недела ќе организираме коктел за дечињата учесници, да им ги врачиме поклончињата и дипломичките за учество. Таков е редот. Да. Ке имаме ли хитови меѓу овие 18 песнички нови? Па хитови, јас мислам дека сите песнички се хитови. Да. По моје сите се хитови. И би сакал да изразам и голема благодарност до гостите што беа од македонската естрада, Христијан Тодоровски, што настапи заедно со Радица, вечер на дождот. Наташа Малинко ни беше втората вечер гости на фестивалот. Дечињата има прилика да се дружат со нашите звезди. Беше многу интересно, нашиот гостин од Подгорица, учесник на Златна пахулја, Арелја, ни остави многу добар доем, се спријатели со сите гроздоберчиња, па сега си разменуваат пораки. Тоа е целта на фестивалот. Дружење, едукација во областа на музиката, со самото снимање на песнички, и тоа е тоа што ние го правиме како организатори. Ние големо задоволство, мене лично ми е големо задоволство самото дружење со дечињата. Јас искрено честитки до сите гроздоберчиња учесници. Дечки, бевте прекрасни, значи тоа е нашата огромна сатисфакција за нашата работа и нашата организација. Синоќа во организација на детскиот фестивал Ластарчиња се одржа хуманитарен концерт. Собраните средства од концертот ќе бидат донирани таму каде е најпотребно. Фестивалот Ластарчиња 3 години поред реализира хуманитарни концерти. Во овие 3 години имаме донирано во посебни паралелки Страшо Пинџур, училиштето, имаме донирано на социјално загрозени семејства и деца со посебни потреби во Неготино и во Кавадарци. И оваа година средствата што се собрани од хуманитарниот концерт, а го спроведовме во 2 представи, ќе бидат доделени во вистински раце. Синоќа во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, во рамките на Кавадаречката културна есен, беше отворена првата самостојна изложба на Роска Трајкова. Професорката по англиски јазик во гимназијата Добри Даскалов, Роска Трајкова, е вистинско откритие како исклучителен талент во ликовната уметност за сите оние кои одблиску не ја знаеа нејзината љубов кон уметноста. Нејзината прва самостојна изложба, која синоќа беше отворена во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе, беше можност одблиску да се видат нејзините пастели, масла и слики работени со темперна боја, кои го откриваат нејзиниот исклучително зрел ликовен
сексуален израз, професионално чувство за бои и естетика. Почнувајќи од нејзините портрети на жени во кои ја открива женската убавина, од малку поинаков агол, кои наликуваат на лирска поезија во боја, Трајкова открива за неја дека е автор со изострен сензибилитет. Подеднакво пленат нејзините слики, мртва природа, додека иконите представуваат едно посебно поглавие од нејзиното творештво, каде таа постигнала високо ниво. И покрај тоа што во својот каталог напишала дека слободното време го користи за сликање на нејзините слики, тие покажуваат нешто друго, се работи за исклучителен талент и љубов кон уметноста. Синоќа на отворањето на изложбата во галеријата на Домот на културата, која одамна не памети толкава посетеност, за нејзините дела говореа ликовните уметници Ванчо Кеков и Владимир Темков. Имав доволно време да дознам дека се бави со ликовна уметност, во прво време многу срамежливо. Меѓутоа, навистина, кога ги видов незините први дела, првите творби, бев многу пријатно изненаден. Почувствував дека во неа има многу повеќе од аматер. Значи, во неа лежи еден автор кој што доправа треба да дојде, автор кој што доправа ќе допринесе Кавадарци да добие уште еден квалитет, Кавадарци да добие уште едно богатство, ликовно нормално. Инаку нема да се дрзнам да зборувам многу за незините дела или за начинот на кој што тоа го прави, меѓутоа сепак неколку збора. Првото нешто кога ја видов изложбата, ме фасцинира една работа. Незиното чувство за боја. Навистина, ова е најискрено го зборувам, има профинето чувство за боја, нешто кое што не се учи, нешто кое што Господ го дава. Може би незиниот пат ќе бил и поинаков, меѓутоа животот не носе сите по својот пат. Се надевам дека нема ова да биде незино прво и последно појавување, дека убавината која што ја криела љубоморно дома, навистина треба да се лути за тоа, би требало да го споделиме сето тоа заедно. Би требало да испадне од анонимноста и малку похрабро да тргне по тој, би рекол, може би трлив пат, меѓутоа има и своји убави страни. Сакам најпрво да ви кажам дека сум многу пријатно изненаден. Ова галерија одамна волку народ нема видено. Ова е благодарение на Роска. И веднаш сакам да малку се вратам назад, некаден пред 35 години, кога во Кавадарци се формираше едно друштво на млади ликовни уметници. Или тогашно кажано ластарчиња, ластари. И Роска беше дел од тоа друштво. Значи Роска не е случајност и не е ова. Ликовното го носе во себе уште од основното образование. За моја среќа, јас се дружев со неја, бевме генерација, заедно учевме основна школу и уште тогаш ликовната определба за неја беше нешто многу важно. Најверојатно, по завршувањето на осмодење преовладува другиот дел, гимназија, не дојде да учи со нас во средно уметничко, па потоа јазикот ти беше приоритет, така да малку се оддалечи од ликовната уметност, али тоа што како дете го носише во себе се уште тлее кај неа. И ми беа потребни повеќе од 30 години да ја убедам дека требе да го оттучи тоа што го има. Да не биде љубоморна, да не го чува само за неа, туку да го сподели со сите вас. И еве дојде тој ден, денес, да сите нејзини дела, веќе не се нејзини, веќе се на сите вас, ги споделува со вас и со мене, нели? И сигурно Кавадарци ќе биде, ликовната публика во Кавадар ќе биде побогата за едно сознание, а тоа е дека нејзиното размислување во ликовната уметност е сосем различно од оние кои што го ствараа до сега. Еден многу убав лиризам преовладува во нејзините дела, а тој лиризам
искомбиниран со градацијата на тоновите кои што ги употребува во нејзиното сликарство, ги дава овие дела кои што се сега тука и кои што дишат заедно со вас. Ако почнеме со ликовен јазик да зборуваме, ќе треба повеќе од 1 час да правиме анализа на секое дело, затоа што тука преовладува мртвата природа, тука преовладува фигуратизмот, тука преовладува македонската шара, а најмногу од се иконата која што секое македонско семејство има во своите куќа. Чест ми е што дојдовте и што сакате да бидете дел од ова моje прво појавување во јавноста со моите ликовни творби. Ги работев со љубов и чувства и се надевам дека ќе ви го отсликат тоа и вам додека ги ја разгледувате изложбата. На крајот од вестите и прогнозата за времето. Утре ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд, претпладне во западните и крајните источни делови, наместа ќе има пообилни врнежи од дожд кои ќе имаат и пороен карактер. Ќе дува умерен до засилен јужен ветер кој на моменти ќе достигнува брзина од 50 до 70 км на час. Од утре не очекува промена на времето и опаѓање на температурите. Ова беше термин за саботното издание на вестите. Имајте убав викенд со нашата програма.